Во пресудата за возачот Менсур Пајазити, кој смртно ја згази Теодора на пешачки премин во Тетово, Судскиот совет не гледа правни пропусти. Во извештајот на работната група на Судскиот совет стои: Согласно член 428 од Законот за кривична постапка, ако е изјавена жалба само во корист на обвинетиот, пресудата не смее да се измени на негова штета во однос на правната оцена на делото и на кривичната санкција, се вели во извештајот на работната група на Судски совет. Председателот на Судскиот совет Александар Камбовски изјави дека пресудата на судот веќе е вратена во основниот суд во Тетово. Истата може да ја обжали обвинителството, но законот не дозволува зголемување на казната за возачот Пајазити. На работата на работната група доставена информација до председател и предметот ќе биде вратен назад во судот. Од семејството на Теодора утринава преку писмено соопштение изразија надеж дека Судскиот совет адекватно ќе постапи во врска со, како што истакна, скандалозната и срамна одлука на тетовскиот судија Елведин Ферати. Имаме сомнеш како семејство дека зад оваа пресуда стојат политика, мито и корупција и натаму силно ќе се бориме за правда за Теодора. Исто така јавно сакаме да прашаме зошто иницијатива како кој е следен немаат покажано никаков интерес за нашиот случај, а наводно се борат против трулиот и корумпиран систем. Ги немаме ниту на последното рочиште, кога се изрече скандалозната одлука од само 2 години затвор за убиецот на Теодора. Од иницијативата кој е следен, само Кусон информира дека наскоро ќе излезат со информации поврзани со судскиот епилог за Теодора, Сдруженијето на суди при Тетовскиот суд пак во одбрана на судијата Ферати. Отаму преку писмено соопштение информира дека во повторената постапка обвинетиот бил осуден со максимална казна затвор. Со претходните одлуки на апелациониот суд и на Врховниот суд, новата пресуда не смее да се измени на штета на обвинетиот, ниту во однос на правната квалификација на делото, ниту во однос на кривичната санкција. Поради тоа станува збор за законита одлука. Апелираме до сите чинители во општеството да се воздржат од неоправдани коментари и да не се користи оваа пресуда за неосновани напади на судиите, стигматизирање и јавен линч на судиите кои постапувале во конкретниот предмет заради постигнување на други цели. Пред 3 дена во повтореното судење судијата Ферати го осуди на 2 години затвор возачот Пајазити за смртта на Теодора од Тетово. Покрај јавноста за пресудата реагираше и премиерот Мицкоски, кој истакна дека е згрозен од пресудата. Повторената пресуда е иста како првишната од апелациониот суд во Гостивар, донесена врз основа на жалба на возачот, со која 3,5 години на првостепениот суд му се намали на 2 годишна затворска казна.